На некој начин би сакал да ја проширам онаа тема која што имав за света вечера и повторно во контекст на последната голема неволја, последните големи неволи, како сакате, последната криза и последните кризи кои што ќе го зафатат овој свет. Како и каков пример ни оставил Исус Христос во справување со тие кризи. Нема од него поголем пример. И веднаш ќе започнеме со стих кој што од неодамна исто така го цитиравме и така започнавме една друга тема, ако се сеќавате. Почнуваме со познатиот стих во Откровение 14 глава 4 стих. Откровение 14:4. Познат стих кој што дава опис за 144.000 или Божиот остаток. Оние кои што живи ќе го дочекаат, како што вели откупени меѓу луѓето, меѓутоа мене ме интересираме централниот дел, втората реченица од овој стих, кој што гласи: тие одат по јагнето каде и да оде. Тие се верни следбеници на Христа, на јагнето. Сега да отвориме во 1 Петрово, 2 глава, Прво Петрово послание, 2 глава, 21 до 23, овде ќе читаме стихови кои што исто така се добро познати и даваат еден краток, но неверојатно прецизен опис за Христовиот карактер. Прво Петрово 2, 21 до 23. Зошто за тоа сте повикани, зашто и Христос страдаше за вас и ви остави пример, за да врвите по неговите стапки, да го следите. И обично овој стих го земаме во поширок контекст, меѓутоа овде очигледно се однесува на страдањата, из кои што Христос споминал, и вели ни остави пример како се справи тој во своите кризи, низ своите страдања. Видите, не случајно Господ дозволува да страдаме. Ако се сеќавате на Филипјаните 3 глава, кога Павле најнапред ќе каже, ќе се испофале онака во тело, како што вели, дека е евреј над евреите, фарисеј, ревнува за законот, за црквата, но потоа ќе каже: но сето ова го сметам за отпад, само за да го познавам Исуса Христа, неговата правда, но меѓу другото таму спомнува, значи, воскресението го спомнува Христово, но и да имам удел во неговите страдања, вели. Сите на некој начин имаме удел во овој наш живот на оваа страдална планета, во своји страдања, кои што може би се далеко од оние Христовите, меѓутоа сето тоа е со цел. И овде вели стихот: Христос не остави пример за да ние врвиме по неговите стапки. 22 стих вели: тој не направи греф и не се најде измаман во неговата уста. Ова е исто така опис кој што одговара на 144.000. На 5 стих не го читавме тој. Порано сме зборувале за тоа. И 23 стих вели: тој кој беше навредуван, ова го читавме мината сабота, тој кој беше навредуван не враќаше со навреда. Кога страдаше, не се закануваше. Туку се предаде себе си на оној кој суди праведно. Ова е божествено, мора да се служиме дека ова е божествено, ова човек не може вака. Да страдате, да ве навредуваат, да ве камшикуваат, да ве плукаат, да ви удираат чамари, да ве врегеат, а вие да не се заканувате, да не враќате, да молчите. Исус е навистина пример што треба да го следиме во времето на криза. Еве да се сетиме, од неодамна зборувавме за тие моменти, за кризата во Гециманија, кога ќе ја донесе конечната одлука.
И сега тука се на излегување од Гециманија, доаѓа Јуда, доаѓа со толпата. Видовме низ тие две теми, како да се справиме со толпата, со мноштвото народ, во времето кој што доаѓа. И Јуда му приоѓа и го издава со бакнеш. Како Исус реагира на тоа? Исус знае што се случува. Не е некој кој што може да види. Да, меѓутоа му го ословува како пријателе. Пријателе. Да сме биле ние на негово место, може би не знаејќи зашто станува збор, би го прифатили може тоа како некој братски целив од Јуда, па и би му се обратиле може би со пријателе, меѓутоа ако знаеме дека тоа е чин на предавство, дали така би постапиле? Исус го нарекол пријателе. Еден од најблиските, еден од неговите, тој е тој кој што ќе го предаде. Знаете што вели Исус, на што не предупредува за последното време? Дека непријатели ќе ни станат, ќе станат против нас оние нашите, најблиски, домашните во семејството, може би браќите и сестрите под наводници во црквата. Како ние ќе се справиме со тоа? А најтешко е со најблиските. Тука има измешани чувства. Тука има испреплетени врски. Што ли уште не? Затоа колку има, ја мислам дека има 2 децении и повеќе како се гледаат и се популарни сапуниците на телевизија, затоа што таму имате каша попара во меѓу човечките односи и врски во едно семејство пошироко и така натаму. Интриги и така натаму. Нешто што наистина толку многу го привлекува вниманието на човек. Меѓутоа ѓавол знае како да го привлече вниманието. Тоа е негова работа. Но како ние да се справиме со нашите ближни? Ако утре не предадат, ако не навредуваат некој од нив, да не забравяме еден момент, Сатана да го проучува нашиот карактер. Цело време не следи. Зошто? За да ги научи нашите слаби точки. И ќе не бута, и ќе не бута, и ќе не бута повторно и повторно на нашите слаби точки. Знае дека не има таму. Знае дека најлесно му е таму да не бутне. А на некој од нас може слаба точка да му биде баш ближниот. Е веќе тема самата по себе. Но да свртиме во Јован 14:30 да видиме каков бил случајот со Исуса. Видовме, прочитавме порано дека во 1 Петрово дека греф не се најде во него, ниту устата му изусти лага. 14:30, што вели Исус? Неке зборувам уште многу со вас, им се обреќа на учениците и вели, зашто доаѓа кнезот на овој свет, тој нема ништо во мене. Тој нема ништо во мене, ни трунка, никаква слабост кај што може да добие предност, кај што може да ме сруши. Затоа Исус и не паднал. И послушайте во големата борба што вели Елен Вајт. Дури ниту со една единствена мисла нашиот Спасител не попуштил пред силата на искушението. Па нормално, тука ако се извојува победа, тогаш понатаму таа е загарантирана. Сатаната наоѓа во човечките срца некое место што може да го искористи како своје упориште. Се одгледува по некоја грешна желба во која неговите искушенија ја покажуваат својата сила. Но Христос рекол за себе, иде кнезот на овој свет и во мене тој нема ништо. Сатаната не може да најде во Божиот син ништо што би му овозможило да извојува победа над него. Ама баш ништо.
Исус ги одржал заповедите на својот Отец и кај него немало греф, со кој сатаната би можел да се послужи во своја корист. И сега внимавајте како завршува цитатот. Ова е големата борба, 649 страна од нашиот превод, македонскиот, а 623 од оригиналот. Цитатот завршува вака. Тоа е состојбата. Која е состојба? Состојбата Христова. Ѓаволот не наоѓа ништо во мене, тоа е состојбата во која мора да се најдат сите што сакаат да се одржат во времето на големата неволја. Или во времето на големата криза. Која е состојбата? Ѓаволот да нема, да, тоа е запечатувањето. Раскрстување со гревот. Да ѓаволот веќе нема никакви допирни точки со нас. Така ќе можеме да се одржиме во времето на неволја. А времето кое што е сега го живееме, кое што е сега пред нас е токму тоа време. За подготовка. Време на очистување, време кое треба да дозволиме да навистина Господ го очисти нашето срце и да повеќе немаме ништо со ѓаволот. Затоа што тој е лукав, тој многу добро го проучил нашиот карактер и не само нашиот, 6000 години тоа му е работа, проучава на различни карактери. Ја не знам дали има некој, мислам, подобар психолог од ѓаволот. Знае се буквално, знае како и на кој начин да делува за да не сруши. И сега да видиме низ оние страдања Христови во тие последните 24 часа, дел од нив ќе видиме за почеток, па понатаму во некоја друга прилика продолжиме. Каков пример ни оставил Исус, како тој се одржал и се држал во времето на криза. Најнапред знаеме дека бил одведен кај Ана. Тој не бил првосвещеник тогаш, знаеме дека бил Кајафа, меѓутоа зошто бил однесен кај Ана? Бил познат по својата остроумност. Неговиот совет се сметал како Божји глас меѓу евреите. Денеска ја не зборуваше каква почит имале, значи, првосвещениците во тоа време. Вели, бил глава на семејството што вршило свештеничка служба, а народот, почитувајќи неговата старост, го препознавал како првосвещеник. Барале негов совет и го прифаќале како Божји глас, замислите. Тој прв морал да го види Исуса како заробеник на свештеничката моќ. Морал да биде присутен при испитувањето на заробеникот, плашејќи се дека помалку искусниот Кајафа нема да ја оствари целта, врз која што толку упорно време работеле. Конечно сега го имаат во своји раце и сега мора да ја завршат работата до крај. И потребен е некој кој што е искусен како Ана. Во оваа прилика по секоја цена Христа треба да го осудат и затоа е неопходно неговото лукавство, снаодливост и остроумност. Тоа била Ана. И сега читаме во Јован 18 глава, го имаме тој запис. Јован 18 глава. Тринаести стих читаме најнапред. И го одведува првин при Ана, именно тој му беше тест, односно дедо на Кајафа, кој беше првосвещеник во онаа година. Продолжуваме од 19 стих. Вели, првосвещеникот пак го праша Исуса за неговите ученици и за неговата наука. Им било битно да го фатат на две работи. Дека го прекршува еврејскиот закон, а од друга страна и римскиот. Затоа што не можеле никако да го екзекутираат, односно да ја завршат работата до самиот крај, ако не утврдат дека го прекршил некој од римските закони. И што импутира ова прашање, значи, од Ана до Исуса, значи, ја гледаме таа негова остроумност и лукавост, наводно сакал да покаже дека Исус
основал некое си тајно друштво и на скришен, значи на скриен начин сака да ја руши римската власт, да прави буна, да прави проблеми. И го прашува, значи, Исуса за неговите ученици, за неговата наука. Исус му одговара, 20 стих. Јас му зборував на светот јавно. Сега ги соочува нивните методи на работа со своите методи на работа, укажувајќи јасно дека ништо што прави не прави тајно, наспроти нив кои што сето тоа што го прават е тајно и наместено. Јас му зборував на светот јавно, секогаш поучував во синагогите и во храмот, каде се собираат сите јудици и ништо не говорев тајно. И дури вели 21 стих, зошто ме прашуваш мене? Праши ги оние, праши си ги оние, кои што ги праќавте цело време како шпиони, како прислушувачи да слушаат и да ме фатат на некој збор. Праши ги оние кои чуја, што сум им зборувал. Тие знаат што сум говорил. Нема ништо тајно. И навистина, за еден христијанин, вистински христијанин, нема ништо тајно, не може да биде ништо, не може да има ништо тајно. Се е кај него транспарентно. Елен Вајд велеше во еден цитат дека се што христијанинот прави треба да биде јасно како сонце. Ми се чини така некако беше. Тоа бил Исус. Исус не правил ништо тајно, не правил ништо со задни намери, наспроти оние што го осудуваат. И минатиот пат кажавме, овде тој не се брани себе, не сака да се одбрани себе, да си ја намали казната и така натаму. Туку сепак сака да ја изочи, да го изочи нивниот крив суд и да им даде до знаење дека тој се знае што прават. Ево да читаме од Коптежот на вековите. Вели, Спасителот својот начин на работа го ставил наспроти методите на своите тужители. Со месеци го гонеле, настојувајќи да го фатат во стапици и да го доведат пред таен суд, на кој со лажно сведочење би можеле да го остварат она што не било можно да го остварат со честни средства. Сега ги остварувале своите намери, полноќното апсење, исмевањето и навредувањето од страната на светината, на толпата пред да биде осуден, или дури обвинувањата, биле нивни начин на работа, а не негов. Тоа е начинот на кој што тие работеле. Нивното дело представувало кршење на законот. Според нивните прописи, со секој човек требало да се постапува како со невин, се доека не се докаже од тие виновен. Како што денеска се труби, често пати, а не е така и не се постапува така. Свештениците биле осудени со собствените прописи. Имате подолу таму во тој цитат, Елен Вајд ќе каже, Христос не кажал ништо со што би им дал предност на неговите тужители. Ма баш ништо. Бил така одмерен, мудар во тоа што им го говорил. Знаете, не дал никаков повод, не им дал никаква предност на своите тужители. Така внимателни во нашиот говор треба да бидеме и денеска. Затоа што ѓаволот едва и гледа да не фати во нешто. И да искриви некоја наша изјава, иако може би не е, значи, таква каква што е, како што му правели на Исуса. 22 стих, кога го рече тоа, еден од присутните службеници го удри Исуса по образ и рече, знаете ли зашто го удрил? Затоа што остроумниот, лукавиот Ана бил замолкнат со ваквиот Исусов одговор. И еден од службениците го удира по образ и му вели, така ли му одговараш на првосвештеникот? Па нешто слично како и денеска Павле во проповедта. Исус му одговара на ова. Ако реков лошо, докажи дека е лошо. А ако реков добро, зошто тогаш ме удираш? Знаел како. Меѓутоа сето тоа било одмерено, сето тоа било со благ речник. Вели Христос благо одговорил во следен цитат од Копнежот.
Ако кажав нешто лошо, докажи дека е лошо. Ако кажав нешто добро, зашто ме удираш? Не е изговорил остри реваншистички зборови. Нешто што често пати знае кај, да, или еве да, како во случајот со Павле денеска. Гробоваросен, како беше? Дзидоваросен. Не изговорил остри реваншистички зборови, неговиот благ одговор произлегувал од безгрешното, стрпливо и нежно срце, што не можело да биде предизвикано. Немавајте. Ние мораме да достигнеме развој на нашиот карактер до едно вакво ниво, затоа што и како ќе бидеме предизвикувани. Посебно во времето на последната неволја, на последните кризи, кога ќе бидеме на удар. Навредите и подбивањата на Христа му нанесувале големи страдања. Од раците на суштеството што ги создал и за кој поднесувал бескрајна жртва, примал секаков срам. Страдал сразмерно на свештенството на својата светост и на омразата кон гревот. Му судили луѓе кои делувале како злосторници и тоа за него представувало постојана жртва, постојана борба. За него било страшно да се најде обкружен со човечки суштества под власта на сатаната. Знаел дека само за миг, само за еден блесок на својата божествена сила, можел да ги положи своите свирепи мъчители во прав. Можел да ги сотре вака. И тоа било страшно искушение за него. Нешто што не може да биде за нас. Тоа поднесувањето на истрагата му го правило уште потешко. И да останеш мирен, и да останеш така кроток, благ. Самата негова појава сведочела. Ќе го видиме тоа кај Кајафа, кога се наоѓа пред Кајафа. Имал слаб карактер, вели Елен Вајт, бил исто така свиреп, бездушен и безобзирен како и Ана. А видите, тоа се првосвештеници. И вели, тој нема да бира средства да го уништи Исуса. Но, погледнете, без Исус нешто да каже, самата негова појава. Доека го посматрал затвореникот, Кајафа му се восхитувал на неговото благородно и достоинствено држење. За ова нешто малку стана збори минатата сабота. Молчил, меѓутоа толку многу силно говорил со својата појава. Кајафа му се восхитувал на неговото благородно и достоинствено држење. Го проникнало осведочувањето дека овој човек навистина бил сличен на Бога. Но следниот миг со презир ја одбил таа мисла. Со подбевен и со горделив глас барал од Исуса веднаш пред нив да стори некој од своите силни чуда, како што нели тоа и Ирод го барал. Меѓутоа неговите зборови како да не допирале душите на Спасителот. Присутните го споредувале возбуденото и злобното држење на Ана и Кајафа со благото и достоинствено Исусово однесување. Самото тоа говорело за Исуса. Вели, дури и во мислите на ова закоравено мноштво воскреснало прашањето. Сите, целата таа толпа, кои што едва гледале да го осудат, да го растргнат подосна, во самата негова појава, самата негова појава побудувала прашање кај нив. Видите кој е прашање? Се прашувале тие закоравени луѓе, зар овој човек со божествена појава ќе биде осуден како злосторник? Со самата негова појава сведочил. Замисли си каков пример. И сега одиме во Матеј 26 глава да учитаме овој извештај кај Кајафа. Матеј 26 од 59 па понатаму ќе читаме. А главните свештеници и целиот Синедрион бараа лажно сведоштво против Исуса за да го убијат и не најдоа. Иако дојдоа многу лажни сведоци, ама со спротивставени тврдења. Најпосле дојдоа двајца и рекоа, овој рече можам да го разурнам Божиот храм и да го созидам за 3 дни.
И ова што го кажав претходно, значи, можат нашите зборови, ако ништо не ни најдат, да така ги искриват, да направат пародија од тоа. Како да Исус овде зборувал за храмот. А тие го зеле како згодна тема, затоа што римјаните учествувале во неговото разубавување до изградба, па и садукеите, па и фарисеите, сите некако имале една заедничка точка овде и наоѓаат двајца сведоци кои што велат дека Исус кажал дека ќе го разурне храмот за 3 дни и повторно ќе го созида. Иако Исус воопшто не мислел на храмот. Не? Тогаш првосвещеникот стана и му рече: ништо ли не одговараш? Што сведочат овие против тебе? А Исус молчеше. Првосвещеникот му рече: те заколнувам во живиот Бог да ни кажеш дали си ти Христос Божиот син. На ова Исус не можел да премолчи. Тоа било тогашната вистина. Месијата. Дали си ти Месијата? Дали си ти Божиот син? Потекло до него. Исус му вели, во 64 стих одговара: ти рече, ти кажа. И има брнува внимание дека еден ден сликата ќе биде поинаква. Но јас ви велам, отсека ќе го гледате човечкиот син, како седи одесно на силата и како доаѓа на небесните облаци. И тогаш првосвещеникот ја раскина својата облика и рече: го хули Бога. Нешто што никогаш првосвещеникот не смел да го направи, мајте си измислиле правило. Во случај кога Господ ќе биде похулен, да ја раскина својата облика, на тој начин да искажат негодување. Зошто ни се потребни уште сведоци? Ете сега ја чувте хулата. Што мислите? А ти одговори, рекоа: заслужува смрт. Тоаш го плукаа во лицето и го удираа со тупаници. А други му удираа шамари, говорејќи: проречени Христе, кој те удри? Погледнете ни што поминувал Христос, молчејќи, знаел кога требало што да одговори, меѓутоа никогаш во своја одбрана. Како ги поминал сите овие мигови на силно искушение за него? Синедрионот на крајот прогласил дека Исус заслужува смрт, меѓутоа да се испитува затворник, но ќе било спротивно на еврејскиот закон. Званична пресуда може да се донесе само при дневна светлина и во полн состав на Советот. Наспроти тоа, спрема Спасителот постапувале како спрема осуден злосторник и го предале да го малтретираат најниските и најлошите меѓу луѓето. Дворот на првосвещеникот бил обкружен со отворено двориште, во кое се собрале војници и многу други. Низ ова двориште Исуса го воделе до просторијата за стражарите, додека од сите страни му се подсмевале поради изјавата дека е Божи син, кој што погоре ќе ја каже, кој што ја прочитавме. Подбивајки се, ги повторувале неговите зборови дека ќе седи од десната страна на Семоќниот и дека доаѓа на небесните облаци. Додека бил во просторијата на стражарите, очекувајќи го судскиот претрес, не бил заштитен. Простата толпа ја забележала свирепоста со која што на Советот се постапувало кон него, па поради тоа си го дозволиле себе си правото да ги покажат сите сатански елементи на својата природа. Христовата вистинска благодарност и божествено држање предизвикале кај нив бес. Претходно биле осведочени, меѓутоа само за момент, кога не се прифаќа осведочувањето, тогаш бесот стана уште поголем. Неговата кротост, неговата невиност, неговото величествено трпение ги исполнувале со сатанска омраза. Показани се милоста и правдата. Ниту во еден злосторник, ниту со еден злосторник, внимавајте, никогаш не се постапувало толку нечовечки како со Божиот син. Каде би се нашле ние во оваа слика? Замислите си, нечовечки да се постапува со вас.
Ама како со никој друг. А ние некојаш знаеме да се навредиме и да отидеме од црква и може и со години да не стапнеме, само заради некои мали ситници. Еве, видовте што прочитавме ни стиховите, ни цитатите, со се што се соочил Христос и како сето тоа го поднел. Достоинствено, често пати молчејќи, со благи одговори. Не за чудо, во Откровение 14:12, тоа е познат стих со кој што завршува тројната ангелска вест, си запишени зборовите, тука е трпението на светиите. И како ќе ни треба трпение. Трпение кој што го имал Христос, како што покоре прочитавме неговото величествено трпение. Затоа што ќе бидеме намразени, ќе бидеме навредувани, погрешно ќе се представуваат нашите зборови и што ли уште не. Но ние мора да се научиме да бидеме трпеливи, како што не сме, за жал. Изгоре на тоа, нели, стихот вели, кои што ги пазат Божите заповеди и верата во Исуса. Трпението на светиите, трпението што го имал Исус. Примерот што тој го оставил, а кој што ние треба да го следиме. Да го повторам оној стих од 1 Петрово, 2 глава, 21 стих. Зошто за тоа сте повикани, зашто и Христос страдаше за вас и ви остави пример за да врвите по неговите стапки. Христијаниот мора да пострада, христијаниот мора да помине низ некоја своја гециманија, низ некоја свое судење и така натаму, за да се исчеличи, за да се прочисти неговиот карактер, затоа што уште многу што ни фали нам. Но видовме што се ни треба за да се подготвиме за кризите кои што доаѓаат и за да се одржиме во тие кризи. Инаку ќе испопаѓаме. Затоа нека Господ ни помогне да се огледаме на Христа и знаете, кога вакви теми проучуваме, доаѓаме до сознание, уште појасно ни станува зошто Елен Вајд вели да барем половина час или час, не ме држите за збор, треба да проверам како точно стои, секој ден треба да поминуваме проучувајќи го Христовиот живот, односно тие последните 24 часа од неговиот живот. Ете зошто. Исус не оставил совршен пример во се. Нека Господ ни даде сили да го следиме по неговите стапки. Амин.